Го најавувам во Куманово. 19 мај сабота со почеток во 10 часот ќе биде одржан третиот меѓународен стрит воркаут надпревар во Македонија, организиран од стрит воркаут клуб Бар Гладиаторс. Со мене во студиото е Даниел Карамфиловски, председател, лидер на стрит воркаут клуб Бар Гладиаторс. Здраво Даниел, како сме? Здраво Лидија, супер, како сте вие? Одлично е кога имаме вакви убави настани, посебно организирани од вака луѓе кои што се оптимисти секогаш и кои што секогаш се ратоборни во својата дисциплина и кога сакат многу повеќе да придонесат за градот, ние сме прекрасно. Говориме токму за она што ќе се случува во сабота на 19 мај. Повели повеќе за надпреварот, што ќе видиме, каде ќе се одржи и како да ја поканиме и нашата публика. Надпреварот ќе се одржи во центарот на градот. Тоа е нешто што може да се напомене. Значи, досега надпреварите ги одржувавме на друга локација, меѓутоа ова е прв надпревар кој што ќе биде одржан баш во центар на градот и очекуваме поголема заинтересираност него претходно. Центар на градот, тоа мислиме пред Градски плоштад, така. Карши, споменикот Батко Ѓорѓија. Така. Дали е тоа доволен простор за да може да се организира ваков надпревар? Секако, значи на таа локација често има и други настани, меѓутоа досега немало настан од оваа област. Ова е веќе трет поред, така? Да. Ваква организација беше и од ваша страна, но на друга локација. Ако направиме малку споредба од минатите години, што недостасуваше? Дали тоа сега ќе го исправиме во оваа година? Недостасуваше публика. Меѓутоа, мислам дека тоа оваа година ќе биде надминато. Така. 19 мај, тоа е во сабота, веќе подготовките сигурно ви се при крај? Да, значи треба уште некои финеси да се доработат, меѓутоа главните работи се завршени. Знам дека за оваа година за прв пат на Балканот ќе биде воведена и нова дисциплина. За каква дисциплина станува збор? Таа дисциплина е всушност пријавување на максимална тежина која што еден надпреварувач може да ја подигне и сега се собираат бодовите и на крај тој освојува пехар, нели? Меѓутоа, досега на Балканот таа дисциплина не е реализирана, не знам зошто. По Европа се практикува често и ние како стрит воркаут клуб решивме за прв пат да воведеме нешто такво. Нешто ново. Нешто ново, да. А да ги споменеме и останатите други категории, на кој начин ќе се надпреваруваат? Други дисциплини? Останатите дисциплини се стандардни, значи згибови и пропадања. Ова година нема да има склекови, бидејќи одзема доста време. И сакаме надпреварот да сепак да заврши брзо, да не представува психички стрес за надпреварувачите и слично. Има исто згибови со дополнителна тежина, пропаѓања со дополнителна тежина, чушњеви со дополнителна тежина. Исто така има и категорија склекови за женски. Надпреварувачите веќе дали се познати? Каква ќе биде конкуренцијата? Од каде ќе имаме надпреварувачи? Меѓународен надпревар, надпреварувачи досега кои имаат потврдено се претежно од Србија. Значи Нови Сад, Белград, Рума, Обреновац и слично. И имаме еден надпреварувач од Катар, кој што, да, тој е доста квалитетен такмичар и Рајза Барс екипата од Скопје, значи ќе има доста јака и квалитетна конкуренција. А што се однесува до домаќините? Бар Гладиатор со колку своји надпреварувачи ќе ги измери силите на овој надпревар со останатите конкуренти? Па види, ние ќе ги пуштиме нашите Бар Гладиаторс јуниор за се надпреваруваат, да направат деби, сепак во центар на град се одржува надпреварот и мислам дека за тоа ќе биде за нив тоа ќе биде некој вид на достигнување и на кршење на одредени бариери. И потик за понатаму нормално. Да, секако, мотивација. Сигурно. Што да споменеме уште, што е доста интересно за овој надпревар? Па да, може да се каже дека ќе биде прв надпревар од мултиетнички карактер. Значи, имаме приберено освен македонци на надпреварот, очекуваме да има и припадници од
Албанската националност. Да. Одлично, значи се повеќе ги ширите границите на вакви надпревари. Одлично што веќе и имате доста искуство. Ова е веќе трет поред меѓународен стрит воркаут надпревар во Македонија, кој што го организирате токму вие. За надпреварот повторно ќе се навратиме при крајот на нашиот разговор. А сега, ајде вака да споменеме Бар Гладиаторс, каде досега учествувале, какви ви се искуствата, што досега добивте, со што ќе се пофалите? Па првата година кога учествувавме на надпревар, тоа беше во Валјево во Србија и тогаш се вративме со 18 медали. Значи тогаш направивме. Тоа не е малку. Да, голем бум направивме буквално. Потоа имаме учествувано на надпревари во Хрватска, значи во Пула. Имаме учествувано во Босна и Херцеговина во Сараево. Имаме учествувано во Бремен во Германија и таму всушност доста имаме видено, значи таму има многу квалитетен кадар на надпреварувачи. И дефинитивно нешто ново и многу може да се научи од нив. Така? Значи искуствата најмногу ви се во сеќавање од Германија? Да, од Бремен. Од Бремен. Што тие таму се разликуваат од нашиот Бар Гладиаторс? Па види, има повеќе услови за работа, значи за тренинзи. Да, дефинитивно, значи некако на некој начин се им е олеснато, посветени се само на тоа. Подобри услови, нели? Да, подобри услови и на некој начин има друг менталитет. Така. Даниел, ова е веќе професија твоја, бидејќи со години се занимаваш со ваква дисциплина, нели? Што работиш во приватно вака, да ни откриеш нешто интересно за тебе? Во слободно време, тоест работам како полеоспорт експерт во област суплементација, витамини, минерали и слично. И како хоби се занимавам со индивидуални тренинзи како личен тренер. Знам кога бевте овде првите вака луѓе што го формиравте всушност стрит воркаут, бидејќи таа дисциплина навистина и не постоеше во Куманова до пред неколку години. Знам дека пред 3 години да, немаш. Така беше, нормално. Знам дека кога ни бевте овдека во студиото и кажувавте и како се мачите и како се борите за да успеете во нешто што не постоело. Тогаш имавте и помалку членови. Каква е ситуацијата денеска? Дали има се повеќе заинтересирани луѓе кои што сака да се занимаваат со овој спорт? Има заинтересираност, затоа и всушност направивме помлада екипа, значи екипа која што ќе не наследи нас, повозрасните, и ја нарековме Бар Гладиаторс Juniors. И сега таа екипа моментално има 6 членови. Планираме, значи има заинтересираност да се зголеми самата екипа. Меѓутоа ова екипа која што е моментално е баш одберена, спремна, мотивирана и некои од нив ќе учествуваат на надпреварот секако. И ќе ги видиме во сабота. Да. Сигурна сум дека повеќе имате од машкиот пол, но сепак дали имате и девојчиња? Во нашиот клуб? Да. Не. За жал не. Ајде, можеби овој разговор ќе им биде потик да бидат дел од Бар Гладиаторс. Па да. Так. Да се надеваме. Да. Даниел, уште еднаш ќе повториме за надпреварот, ќе ги поканиме сите наши сограѓани да излезат во што помасовен број, со тоа да ви дадеме поддршка и вам, како домаќини, како организатори на овој надпревар, но и да споменеме за наградите кои што ќе бидат доделени, во што се состојат наградите, бидејќи знам дека е со надпреварувачки карактер овој надпревар. Да. Наградите на првото место од категоријата Weighted Calisthenics ќе доделиме креатин, протеин, значи во принцип суплементација, а за слободен стил, тие што ќе бидат најдобри, нели, ќе им дадеме карики или вредносен ваучер за да можат да си земат нешто во таа вредност, нели. Да ги значи имаме обезбедено награди, организацијата ќе биде на ниво. Кој ви помогна во подготовките во организацијата? Па доста ни помогна општина Куманово, општински сојуз на спортови Куманово, некои пријатели
Да. Во секој случај, сето тоа да помине во најдобра атмосфера и да биде успешен направа. Да. Еве последниот збор, Даниел, ти го оставам тебе, покани ги нашите сограѓани, па и пошироко каде и да не слушаат, бидејќи Радио Браво се слуша насекаде, нека повелат во Куманово. Да кажам нешто сега за крај. Па ништо би ги поканил, значи не мора да учествуваат на напреварот, доволно ќе биде само да дојдат, да присуствуваат, да следат што ќе се случува, да видат нешто ново и секако да се надеваме дека ќе ги воодушевиме. Така, да ја видат вашата организација и потоа да зборуваат. Да, како што си ред. Даниел, ти благодарам за учеството во емисијата, ти посакувам многу успех и повторно се гледаме и се слушаме во некоја прилика со некој нов ваш подвиг и организација. Благодарам, Лидија.